Верувам дека и на најголемиот оптимист во земјава му стана јасно во овие услови на светска здравствена пандемија и криза дека нашето јавно здравство за жал е скапо, но институционално скоро и нефункционално. Фондот за здравствено осигурување треба да биде сервис во интерес на своите осигуреници и пациенти, а не страна во спор или конфликт со нив. Затоа ние сметаме дека со фондот треба да се управува, а не директорува. И управувањето да биде под директен надзор и наблюдување како на граѓанското општество и граѓаните како целост, и од друга страна соодветните институции кои што да имаат поенергична контрола врз начинот по кој што се трошат средствата во тој фонд. Ние размислуваме за воведување на задолжителен пакет и дополнителен пакет за здравствено осигурување. Дополнителниот пакет за здравствено осигурување е избор на оние граѓани кои што имаат потреба од дополнителни здравствени услуги. Овие пакети и овие здравствени услуги би требало да бидат достапни според нас и во јавното, но и во јавните и во приватните здравствени институции, на цени на здравствени услуги кои што да бидат реални, конкретни и формулирани од гледна точка на законодавецот. Ние сметаме дека се потребни интервентни инвестиции, брзи инвестиции во регионалните болници, во Велес, во Штип, во Битола, во Прилеп, бидејќи само така ќе успееме да го намалиме јазот помеѓу примарното и секундарното здравство, тоест примарните и секундарните здравствени услуги. Сметаме дека локалните власти во тие регионални центри за здравствени услуги треба да бидат подинамични, енергични и да действуваат локално, носејќи целата морална пред се и политичка одговорност за условите во кои што се лекуваат граѓаните на Република Македонија. Јавна тајна е дека во Македонија имаме огромен недостаток на лекари. Како приоритет за Граѓанско-демократската унија се законски измени и сериозни измени во начинот на функционирањето на Министерството за здравство со цел да се создадат привлечни услови за идните генерации лекари во Македонија, кои што ќе изберат да останат дома, а не да заминат од Македонија. Затоа ние сметаме дека е потребна модернизација на начинот на функционирањето на здравственото осигурување во државата со воведување на дополнителна можност за дополнително здравствено осигурување. Веруваме во тоа дека е потребна брза, експресна инвестиција во материјална база и услови во регионалните здравствени центри, но како основен приоритет е создавање на привлечни услови за здравствените работници и целиот здравствен персонал кој што да остане тука во Македонија, а не да замине некаде во странство.